Европската Унија, односно Шенген зоната со нови правила за влез. Дали македонските компании се подготвени за овие промени кои пред се ќе го засегнат транспортот на стоки? Исто така, прашање на кое што треба да се одговори е како да се поддржат македонските компании кои што извезуваат. Дали сме подготвени за освојување на нови, неевропски, но богати и брзо растечки пазари? Зошто се поретко зборуваме за индустријата за производство на лекови од медицинска марихуана? Дали тоа беше само мода или реален бизнис? Одговорите секако во подкастот Каде се парите со мене Горан Теменогов. Гледајте ме. Да, ја слушнавте најавата, ќе зборуваме за многу интересни теми, мене интересни теми. Знаете дека многу ме интересира како нашите компании го освојуваат странскиот пазар и како се решаваат да го освојат странскиот пазар, дали си играат пикадо, например, во канцелариите на директорите, гаѓаат картата на светот и каде ќе се забоде стрелката, таму решаваат да инвестираат, или има испитување на пазара, некои мерливи компоненти за да се решат да го освојат, односно да го отворат па да го освојат тој пазар. Ајде да го представам гостинот што е денеска во студиово, со кој што ќе зборуваме за многу теми. Мене исто така многу интересно, бидејќи е нашинец кој што живеел, односно детството го поминал во странска земја и тоа во Европската Унија и се вратил овде да инвестира и да прави бизнис, и тоа многу ме чуди, ја би живеел таму каде што живеа, кај што растел, но добро, тоа сум ја. Нашиот гостин е Душан Пецовски, добре дојдовте. Вие сте виенчанин, така се вика, во Виена имате детство поминато. Како е да се расте таму и зошто дојдовте тука? Најнапред благодарам за поканата, добро најдов. Чест и задоволство е да бидам дел од вашиот подкаст. Многу интересни прашања, многу наеднаш ќе се обидам да ви ги... Да, полека. Ако нешто подзаборавите, одма ќе ве подсетам, али први не сакам за Виена малце да ќе се вратиме ние на детството и на инвестициите, но зошто од Виена во Македонија? Морате еден краток одговор да ми дадете, бидејќи себе што би рекле чуди многу зошто тоа го имате направено. Ќе се обидам да бидам краток, иако мислам дека тешко е тоа да се објасни во малку зборови. Пред се, моите родители одлучија да се преселат од тогашната држава во Австрија. Мојот татко сметаше дека потенцијалот кој што го има не може овде да го развие до максимум и сакаше да го проба тоа во Виена, во главниот град на Австрија. Тогаш се уште не беше дел од Европската Унија, бидејќи ние се преселивме 89-та година, јас имав само неполни 4 години. Така да одлуката не била моја, била на моите родители, и пред да продолжиме би сакал да искористам оваа прилика, бидејќи со сета динамика и со самото секојдневие кој што го имаме, агендата на вистина на амбиена, мислам дека често забораваме и не ги користиме сите прилики да кажеме едно благодарам и еден голем поклон кон нив, кон тоа што го направиле, бидејќи сепак тоа е жртва да се напушти татковината и да се бара подобра перспектива и подобра иднина. Тоа верувам дека го направиле за своите деца и сум им бескрајно благодарен на мојата мајка и на мојот покоен татко, што ми го овозможиле тој луксус да можам да растам, да се образувам и да се вработам во едно општество кое што според нивните убедувања тогаш било многу подобро и поперспективно. Да, но вие се вративте, но зошто се вративте ќе зборуваме кон крајот на подкастов. Сега ќе преминеме на она што мене многу ме интересира. Кога начално се договаравме, имавме еден сет на теми што сакавме да ги обработиме, како во најавата сите што не следат ги знаат, тоа ќе збориме и за бизнисот со марихуана, зошто не е толку актуелен, ќе зборуваме за селектирањето на пазарите, како може да се помогне Македонија, државата Македонија како да помогне на извозно ориентираните компании пред се што извезуваат во региони кои што не се добро покриени со нашата дипломатска мрежа, например Африка, Централна Азија или далечниот исток, но исто така буквално во после гледав еден прилог на една телевизија каде што мој драг пријател колега е главен и одговорен уредник и ми го посочи прилогот, тоа е за
проблемот што ќе го имаат транспортерите во Србија од 1 април наредната година, затоа што се заоструваат Шенген правилата за престој, за влез и за престој. Вие сте извозно ориентирана компанија, вие сте од Реплек, одма да кажем, ја во овој да не кажав од која компанија доаѓате, добро бидејќи не сум навикнат да правам реклами во мојот подкаст, но да кажам во иднина да знаат сите што не следат каде работите, односно каде сте прв човек. Вие сте извозно ориентирана компанија. Дали го антиципиравте овој проблем, ако е проблем за вас, односно ова заострување на условите што ќе бидат од 1 април? Како ќе влијае тоа на работењето на вашата компанија? Во право сте, постои таква ситуација. Ги следиме сите случувања. Да бидам искрен, во моментот не гледаме ризик, односно не го третираме како проблем, туку како еден можен предизвик кој што знае да се јави. По моите скромни сознанија знам дека македонските шпедитери и странските компании со кои што соработуваме се добро подготвени за вакви ситуации, бидејќи наоѓаат начин и покрај ваквите заострувања да се присутни во европските пазари со своите услуги. Така, ајде да се вратиме сега на бизнисот. Добро, ме радува дека нема да биде голем ударот, но има институции кои што ќе ги прашам во иднина како ќе го хендлаат се во ово и на кое ниво, но тоа е за институциите, не е за вас прашање. Мене ме интересира, рековте извезувате во Европската Унија, но вие сте познати како фирма што освојува и други пазари, и тоа мене многу ме интересира. Неколку пати го имам повторувано и работено во овој подкаст. Првен да објасниме колку извезувате во Европската Унија, колку во пазари надвор од Европската Унија, и второто прашање, односно подпрашање, како ги селектирате пазарите што сакате да ги отворите и да навлезете што не се во Европската Унија? Многу интересна тема и ми се добаѓа многу прашањето, да бидам искрен. Значи, пред се би сакал да искористам ова прилика еден краток вовед да дадам. Реплек годинава има чест и привилегија да слави 80 години од своето постоење, но вистинската задоволство е тоа што во овие 80 години успеа да се позиционира многу добро на многу различни пазари и региони. Значи, ние сме извозно ориентирана компанија, како што кажавте, но морам тука да кажам дека 25 до 30% од нашата продажба и производи ги пласираме на домашниот пазар, а остатокот 70 до 75% се наменети за странските пазари, односно на извозот. И тоа не е случајен сооднос, туку е сооднос кој како менеджмент сме одлучиле дека е еден здрав размер, како од една страна да не бидеме премногу изложени на странски удари и кризи во другите пазари, а од друга страна и да не бидеме презависни од домашниот пазар. А како втор сегмент, вие доколку сакате да освојувате нови пазари и да настапувате во нови земји, мора прво дома да се завршите задачата, да се етаблирате дома како бренд и поготово како домашен производител, еден од неколку, треба да сте добро позиционирани. Значи, на некој начин како еден почетен чекор, ако дома успешно работите, тоа е предуслов дека можеби ќе бидете успешни и надвор. Во однос на тоа како одлучуваме да настапуваме на кои пазари, ми се допадна воведот и ние дефинитивно играме пикадо, меѓутоа после работните часови. Добро. Не на работа, не во кабинетот не. Може да биде во кабинет, ама откако ќе завршиме со работа. Бидејќи негуваме таква една политика и раководење на компанијата на прилично релаксирана атмосфера, на политика на отворена врата, и мислам дека сме формални кога се работи за деловните процеси, меѓутоа знаеме да бидеме и пријатели и да водиме разговори на секакви теми, бидејќи повеќето време од денот го поминуваме на работа отколку дома. Во однос на изборот на пазари постојат две етапи. Едната е каде што правиме анализа на економски параметри и податоци кои што се достапни во денешно време, мислам имате се на интернет, и буквално не постои изговор зошто не може да се дојде до некоја информација или до некој контакт или до некоја компанија.
Значи, прашање е само дали се има желба и амбиција. Значи, анализираме каде можеби е интересно да се инвестира, да се влезе на кој пазар, каде има колку раст, бруто домашен производ, пер капита, GDP, значи каде се отвора фармацевската индустрија за странски компании, каде тоа не е случај. А втората етапа е личното присуство на пазарите, значи си правиме сопствена слика на лице место, значи имаме тим кој што работи во странските пазари, кај нас тој оддел се нарекува глобална стратегија и позиционирање, и нивната задача е токму тоа да увидат на лице место дали навистина податоците кои што ги анализирале се такви, прават лични контакти со компании, со институциите, со надлежните органи, буквално прават еден скен на пазарот. И дури потоа во третата и финална етапа повторно разговараме дали навистина треба да се проба некој пазар. Така. Сега оваа втората фаза ми е интересна. Најлесно да се направи пресметка кој пазар се развива, кој се обогатува, значи рековте пер капита гледа следите, бруто домашен производ како расте, тоа може да се јавно достапни податоци си лесно проверливи, посебно сега во време на вештачка интелигенција вади за сите 200 земји колку што се, не знам, 200 и кусур земји според Обединетите нации, држави и територии според Обединетите нации, но ме интересира вториот дел, по колку време тој тим оди да истражува, например, знам за Виетнам, кога беше вашиот колега Коста, еден од поубавите меѓу првите подкасти, еден од поубавите разговори што уживав, затоа што буквално ме интересира како е да се отиде во Виетнам и да се отвори пазарот во Виетнам. Значи, земја која што има невиден раст на бруто домашниот производ, кој што е еден од азиските тигри, кој што е покрај Кина и Индонезија, кој што се сериозни исто така играчи, но Виетнам како го решивте, колку време, например, вашиот тим таму помина? Една недела, 2 недели, месец дена. Колку време троши тој тим за да открие дали може да се инвестира или да не се инвестира, например во Виетнам? Морам тука да додадам дека Коста, за среќа или за жал, не бил само во Виетнам. Да, зборевме за Јужна Африка, зборевме за безмалци, за беше Казахстан, не, во Туркменистан, се извинувам. Тука се едно на добро, јас сгрешив, повелете. Мислам дека често вади нов пасош. Кога сме кај времето посветено, можам да го земам последниот пример, значи ние некаде во првата половина на оваа 25-та година отворивме најновиот пазар, тоа е пазарот во Либија. Таму бевме на лице место, значи буквално се направи анализи, се направија средби, подпишани договори, услови, имавме средби со релевантните контакти надвор од земјата, меѓутоа сепак се одлучивме да отидеме таму, да си направиме една слика лична за тоа навистина што се случува на пазарот, и морам да кажам дека само после една таква посета може навистина да добиете впечаток со кого вие ќе работите, како ќе работите, што може да очекуваме и кој е потенцијалот на пазарот, и таму поминавме не цела недела. Значи помалку од 5 работни дена. Сега Либија, вака, ја од она што следам меѓународна политика, мене би било, народски кажано, фуфка за да отидам, бидејќи таму има милиции, каде што мислам дека се 2 официјално, некаде 3 се, 4 не се знае ни кој на кого пука, не се знае кој кого поддржува, едни се поддржани од Турција, други се поддржани од Франција, 4 се од Русија, 5 се не знам од каде, значи тоа е вака една карма кадаше Либија, таму, да ви кажам искрено, не би отишол и да ми платат. Да речете, отиди во доброто ресорт таму што е уживај, ќе ти платиме за тоа, и јас искрено да ви кажам не би отишол. Како вие се решивте, ова е многу интересно. Прашање првен да отидете во Либија, кој што на светските вести го ја знаеме по овие работи што ги кажав, и второ во Африка, колку што знам, ние имаме само едно дипломатско конзуларно представништво ДКП, а тоа е во Каиро. Да, они се соседи, но мислам дека машала се оддалечени една од друга, например Триполи од Каиро. Како се решавате во вакви услови во релативно нестабилна држава со релативно непокриена, ајде да речеме, државна заштита, како што треба да се има, да инвестирате? Знаете што беше интересно? Отидовме во Либија
и се вратив, а му кажав на брат ми дека заминувам на пат таму и тој не ми пиша ништо. И кога се врати ми ја соопшти информацијата дека е една од најопасните земји да Да, тако читаме, да. да се посети. Меѓутоа, шала на страна, во бизнисот нема комфор. И тука треба да сме многу искрени, доколку сакате развој, доколку сакате прогрес, некогаш работите се и некомотни. Значи, мора да отидете таму, да се видите лично со луѓето и пред се за нас бизнисот не е само трансакција, туку тоа се и лични релации, кои што треба да траат долги години и сметам дека е многу важно да се воспостави една таква релација. Како паралела, јас би го спомнал тука и Ирак, кој што пред 10 години не беше помалку опасно место да се посети и таму имаме отидено. Така да, ако сакате да воспоставите доверба и квалитетен разговор и квалитетен бизнис со партнерите, неизбежно е и да отидете и да ги посетите. Ви беше ли многу страв? Да бидам искрен и не знам колку сум размислувал на тоа дали е опасно или не. Главниот фокус беше на работата и да се воспостави квалитетен бизнис. Мислам дека денес после 13 години работење во Ирак сме една од најуспешните фармацевтски компании на тој. Во Ирак, да. Ирак го спомнавме исто така со Коста, ова е сега и со Либија. Се зборуваше и Етиопија е интересен пазар, на пример Африка е исклучително интересен пазар. Се развива страшно многу економски, расте бруто домашниот производ и има нешто што повторно како во 19-тиот и 17 18 и 19 век се појавува главното прашање на бројот на жители. Расте бројот на жители во Африка, на пример стагнантен е во Кина и они имаат сега проблем на тоа поле. Во Индија расте и тоа е растечки пазар, исто така интересен од тој аспект, но еве Африка расте и по тој елемент што недостасува на пример во Америка и во Европа, пред се во Европа, тоа е растот на популацијата. Како откривте дека Африка е моментот дека треба да се освојува и да се отвараат пазарите, бидејќи еве спомнавме ли Етиопија е во прашање, зборуваме за Либија, еве имате конкретно. Како доаѓаме до тоа дека и во ви текна се сетивте дека Африка треба да се игра и посебно денеска прочитав една изјава во моментов кога се снимаме, а тоа е на претседателот на Стопанската комора на Македонија Бранко Азевски, дека мора извозот да го дизерфицираме, односно да се распореди на повеќе, не само во Европската унија, бидејќи таму завршуваат 70% нашиот извоз, што е исклучително опасно за една мала отворена економија како Македонија. Еве, вие правите нешто плюс. Зошто Африка, например? Горан, мислам дека концептот Африка и диверзификацијата не е нешто ново. Тоа сме го виделе нели од времето на неврзаните. Меѓутоа, ако зборуваме за реплики за сега македонските компании, оно што јас сметам и лично моје размислување дека треба малку да се охрабриме и да напуштиме матрицата од локален и регионален фокус. Односно да кажеме пример само кон северниот сосед или само Германија. Европската унија е многу пошироко нешто, а дополнително тука постојат и други потенцијали кои што сериозно треба македонските компании да ги размислуваат. Зошто го кажувам ова? Лично јас пола мојот живот сум го поминал надвор и одговорно тврдам дека македонските компании во ниту еден сегмент не заостануваат во однос на странските компании. Има само една бариера, а таа е онаа менталната бариера која што сами си ја задаваме и токму ова што го зборуваме. Значи, треба да размислуваме пошироко, да се отвориме и да се охрабриме, да размислуваме на нешто кое што не сме го ни помислиле до сега. Пример, тоа се земите од поранешниот Советски сојуз. Убаво кажавте, азиските тигри во Југоисточна Азија се најбрзо растечкиот регион во светот. Греота е тоа да се пропушти. Тие се гладни за лекови, за производи. Мислам дека македонската фармација и такако има што да понуди. Сметете дека ние можеби за ЕУ сме надвор од нивните граници, меѓутоа за овие региони ние сме сепак Европа. Так. Имаме квалитет, имаме конкурентни цени и имаме искуство.
кога го спомнувате Африка и Блискиот Исток, само би сакал да додадам дека и Либија и Ирак се пазари познати по енормното богатство на нафта, но Либија во последните години има откриено најголем резервар на вода за пиење под Сахарата. Значи, потенцијалот е енормен. Можете само да замислите во иднина како таа земја ќе се развива, и ако денес се водат војни за енергенси, ве уверувам дека во иднина тоа ќе биде за вода. Да, само да појаснам за ова за водата, извештаите на Светска банка истото тоа го потврдуваат дека идните главни ресурси за кои што ќе се настанат борбите, односно да има некој контрола, тоа е водата. Да, има и теории Тоа дека во Либија е точно за резервоарите, затоа и Растурија наводно дека е тој Африка може да биде наводнета со тие подземни води што ги има под Сахара. Мислам дека имаше и проект соборениот диктатор Гадафи за извлекување на таа вода и носење на брегот на Либија. Ќе продолжиме со подкастот после првата пауза, ќе зборуваме што треба да направи државата за да ве поттикне, за да можете побезбедно и посигурно да работите на пример со Либија, но како што реков, време е за првата пауза за нашите пријатели кои што го возможуваат овој подкаст за да може да го реализираме и да носиме вакви интересни разговори. Останете со нас, се враќаме после паузата. Ме сака? Не ме сака, ме сака, не ме сака, ме сака, не ме сака, ме сака, ме сака, не ме сака, ме сака, не ме сака, ме сака. Совршениот вкус си сака. Брилијант, твојот прв избор. Животот е сладок и луд, кога јадеш луп, ајде пробај луп. Овој свет се врти во круг, ајде биди среќен во добар муд. Нема друг таков вкус, нема друг таков вкус како животот е сладок и луд, кога јадеш луп, ајде пробај луп, ајде пробај луп. Влези во сладок луп и ке сакаш уште. Витаминка. Да, се враќаме после кусата пауза повторно да разговараме со Душан Пецовски, првиот човек на Реплек, но како што реков, некаде во 5-та минута го најавив во првиот дел кој ми е гостинот, односно од која компанија доаѓа, бидејќи ние не правиме овде реклама на компаниите, туку зборуваме за многу посериозни теми и пошироки теми, од што е работењето на една компанија. Како што кажав и разговорот, ако го следевте во првата третина од овој подкаст, зборувавме за освојување и отварање на пазари кои што може не да донесат бенефит само на една компанија, но туку на многу компании од Македонија кои што ако го сменат својот ментален склоп и да размислуваат пошироко од регионалното, од домашното и регионалното, може да се позиционираат и во други земји кои што брзо растат, пред се на африканскиот и на азискиот континент. Но, она што го зборевме е вашето планирање како да се дисперзирате, односно да дисперзирате вашето работење, но додањаме до едно суштинско прашање, а тоа е како државата да ви помогне не само на вас, на целиот бизнис. Сега зборуваме, ја шириме темава уште повеќе, на целиот бизнис кој што сака да отвара пазари кои што релативно се лошо послабо покриени со дипломатско-конзуларни представништва. Македонија нема сила да може да отвори амбасади во сите држави или да на секој 3 држави или 4 држави околу една амбасада, па да покрие неколку држави таа една амбасада. Ние имаме неколку амбасади што се вика, например, во Азија, а една во Африка. Што сметате вие, како прв човек на компанијата, како да ви помогне државата и да им помогне на сите компании да може да освојуваат вака, ајде да речеме, некои понебезбедни пазари, како што е Либија? Вака, има тука неколку елементи, да кажеме, како извозно ориентирана компанија и можам да зборувам од призма на Реплек. Така, и од призма и ќе прочириме, тоа на генерално фармацијата, се меѓутоа горе доле мислам дека е апликативно и на другите индустрии по Македонија. Прво мислам дека треба да се подготвите внатре во компанијата. Што сакам да кажам со ова? Значи, за да може да бидете успешни на странски пазари, треба да имате атрактивно портфолио на производи
истите тие треба да бидат подкрепени со квалитетна и добра документација, за да може тие производи да ги регистрирате на пазарите. Треба да имате квалитетен производ, тоа е, мислам, број 1. Реплек неколку пати поред во изминатите 15 години е инспектиран од Европската агенција за лекови и се здобиваме со EU GMP сертификат, кој што значи добра производствена пракса. Тој сертификат од една страна потврдува дека ние сме на ниво на европските стандарди за лекови, од друга страна потврдува дека процесите и практиките во компанијата и нашите производи се на највисоко ниво. Зошто кажувам дека во неколку пати во изминатите 15 години го добиваме овој сертификат? Затоа што стандардите само се затегнуваат, барањата се зголемуваат од Европската Унија, а ние во континуитет успеваме повторно да се сертифицираме, што значи дека ние сме во корак со светските трендови. И секако ценовно треба да сте атрактивни со вашите производи. Сега, ако таа задача си ја завршите, следува другата, кога настапувате во пазарите, има, да кажеме, една етапа која се вика сертификација, регистрација, регулаторни барања, кои што треба да ги поминете. Предуслов за тоа е вие дома да ги имате регистрирано производите. Мислам дека ќе се согласат и да кажеме целата фармацевска фела дека доколку, мада морам да кажам дека до сега искуството ни е многу добро со институциите во Македонија, поготово за нас најнадлежен е Малмед, Македонската агенција за лекови, а и надвор од Македонија, кога сме имале потреба во амбасади или конзулати, не излегувале во пресред дали е тоа за некоја виза, за некој партнер кој што треба да не посети или легализација документи кои што формално треба да се стави печат од амбасадата во одредена земја, конкретно за Виетнам, например. Навистина, услугата е врвна, али настрана од услугата која што ја пружат овие институции, може би во иднина гледам потенцијал да се релаксира целата таа бирократизација и административна процедура, доколку би била полесна, дигитализирана, убрзана и да кажеме, кога македонските производители, не само за лекови, сега и општо за сите индустрии, би имале по-привилегиран статус, многу побрзо ние би го имале производот на пазар и многу побрзо би можеле да го регистрираме и надвор во другите земји. Тоа е еден пример од неколку, но пак морам да кажам дека ние како компанија постоиме, спомнав во почетокот 80 години, но суштинските разлики почнаа да се случуваат од пред 5 години. Се промени раководството, меѓутоа не само раководството, се промени и целата компанија. Ние пред 3 години воведовме една платформа која што се нарекува Генерација Ре. Ре се нели првите две букви од Реплек, меѓутоа Генерација Ре кажува многу повеќе. Ние направивме една анализа внатре во компанијата какви вработени има Реплек. Кој е типичниот вработен во Реплек? И дојдовме до заклучок дека вработените во Реплек пошто се препознатливи? Се идентификуваат со компанијата, си ја сакаат компанијата, посветени се на компанијата и веруваат во потенцијалот и можностите на компанијата, и тоа создава една многу убава работна атмосфера и клима внатре во компанијата и рековме ајде тоа да го издигнеме на едно повисоко ниво и да го брендираме целото, да се свесни вработените всушност колку они значат на компанијата и колку они вредат и што они всушност имаат со тоа, прва за внатре, а потоа и за надвор од компанијата, затоа што луѓето ги прават промените. Тие луѓе треба да ги освојат новите пазари, да ги отворат новите пазари и ние одлучивме да инвестираме многу во обука и во едукација на нашите вработени, меѓутоа и да инвестираме сериозно во автоматизација и дигитализација на процесите и на нашите машини и погони. Одлучивме да инвестираме во нов ERP современ систем, значи SAP S4HANA го имплементиравме, односно Go Live отидовме на 1 октомври годинава, за разлика од многу компании во светот кои што го имплементираат само во одредени сегменти, да кажеме финансии, продажба и
и маркетинг кај нас целата компанија е интегрирана во SAP, од производство, магационирање, маркетинг и продажба, финанси, буквално целата компанија е во SAP, дигитализирана и секако инвестираме многу и во присуство на саеми. Еден таков пример е во октомври оваа година, по 4-ти пат веќе бевме изложувач на саемот CPHI, Светски фармацевски саем. Колку помага реално саем да се посветува? Некако во нашата јавност имаме впечаток на саем се оди за да се проведат саемџиите што ќе отидат таму, убаво да си поминат, да се напијат по некоја, да се најадат ова она, некоја сделка од регионот што ги знаат бивши партнери или сегашни или идни тоа, да си направат некоја мала сделка и тоа да биде целиот саем во суштина. А не имаме впечаток како тоа е место за провод, а не како за бизнис. Стварно ли се прави сериозен бизнис на саеми или стварно е да се потрошат пари? Мислам дека едното и другото е точно. Зависи кој како му е пристапот и како и во се, нели, приказната има две страни. Конкретно за Реплек можам да одговорно да кажам дека многу сериозно ја сваќаме оваа. Присуството на саемот со сопствен штанд има неколку ефекти и цели. Едното е да покаже присуство и брендот Реплек да биде етаблиран не само во светот, туку и самото тоа наше присуство надвор има влијание дома. Значи ја креваме свеста за нашиот бренд. Второ, вие може да сте најквалитетната компанија и сите овие работи кои што ги наброев, во кои што инвестираме, може да бидат залудни ако тоа не го дознае надворешноста и не сте видлив. Трето, на саемот на едно место имате прилика, пошто Реплек извезува во 25 земји, меѓутоа во некои земји имаме и неколку партнери. На тој саем има можност сите партнери од целиот свет да не посетат за една недела, да ги видиме и дополнително да запознаеме нови потенцијални клиенти. Така да многу сериозно ја сваќаме таа работа, пристапот ни е многу сериозен и еве веќе 4-та година како сме присутни, морам да кажам дека и лидовите и потенцијалните разговори кои што ги имаме и на кои што колегите работат, и тоа не е само во продажба, туку исто тоа е апликативно и за набавки на суровини, материјали, така да мислам дека многу добро си ја сработија задачата колегите. Во минатото имаше, државата сериозно сакаше да го поттикне саемското учество, но некако тоа замре, морам да кажам, освен она што е Отворен Балкан, нешто за вино што се оди лево десно, но на поддршка сериозна нема на саемските настапи на нашите компании, посебно на сериозни извозници, но сега се најави дека во првата половина од 2026 владата ќе организира посети што се не само G2G, туку и да се овозможи B2B, односно бизнис со бизнис средби да биде, кај што ќе бидете во рамки на делегација и бизнис заедницата вклучени, за да може да се остварат бизнис средби меѓу самите бизнисмени. Сметате ли дека недостасува ваква комуникација, например 4-5 вакви посети на други држави каде би можело да се остварат контактите, некако како да замре интересот, сега тоа е во Министерството за надворешни работи, да замре интересот да се бутка бизнисот паралелно со надворешната политика, некако како политиката да има превласт врз бизнисот. Сметате дека малце замре сето тоа и дека би било убаво да почне сето тоа да оди, или и вака како што функционира има доволно простор? Мислам дека зависи од едното и од другото, и од самите компании, колку се посветени на изнаоѓање нов бизнис, меѓутоа секоја поддршка е добре дојдена. Мислам дека сега и има некоја конкретна иницијатива, конкретно на 3 декември знам колегите и се поканети на некоја меѓувладини и меѓубизнис делегации, конкретно со Србија. Така да има, знам, токму ова што го кажувате, гледам дека има некој исчекор. Да, до Србија ни е познат пазар, релативно, но убаво би било да се отиде она што е Централна Азија, например Казахстан, не спомнав, Таџикистан, вие сте таму, но Казахстан да се отиде, зошто не Индонезија, ние имаме халал стандард веќе 15-20 години, сега да не
проверувам по моите документи кога првпат имам пишувано на пример за халалот, што е верски стандард, но е многу присутен од Турција, па целиот среден и далечен исток, па можеме да во Африка, па Јужна Америка, Бразил на пример или Аргентина, тоа се исто така богати региони. Некако сметате ли дека сме свесни дека мора да се трча по светот за да се отворат пазари? Некако како да играме пак она што се вика на сигурица, на сигурно, познато Србија, Германија, ајде да речеме Италија, но не ја играме Полска, на пример. Јас сум го поставал прашањето за Полска и на премиерот и на други политичари, зошто не ја играме? Вие имате таму пазар, на пример, тоа е еден брзо растечки пазар со огромни економски потенцијали. Мислам дека за неколку години ќе достигнати 1 трилион бруто домашен производ. Значи тие се проекциите, значи влегуваат во топ 10 најразвиени земји во Европа. Но некако Полска како е чудно да не ја играме доволно во јавноста, во политиката, едноставно чудна работа. Полска е новото чудо на Европа, мислам, тоа треба да ни е на сите јасно и ќе биде еден од движечките мотори на Европа и на Европската унија. Кога спомнавте кои други региони, дефинитивно се согласувам. Централна Азија, поготово пазарот во Узбекистан е многу интересен, и Југоисточна Азија. Значи, повторно ќе кажам, мора фокусот на сите компании да биде на овие два региони, бидејќи Југоисточна Азија е иднината на Азија. Цените ли дека имаме потенцијал како компании? Сега ја шириме повторно темата, нема да зборуваме за вашата компанија, зборуваме не само за секторот, туку едноставно и за секторот, но и за македонската економија, дека имаме потенцијал да се одважиме, и првен потенцијал, па после и храброст да отидеме на едни такви пазари, бидејќи, например, да речеме Индонезија или кои се таму, Малезија, Сингапур е таму, сега Индија, исто така да не забораваме Джин кој што е во фармацијата, меѓу другото, Джин, Филипини исто така е многу народ има население. Дали имаме потенцијал како економија, како фирми, компании да отидеме таму и дали имаме храброст да отидеме? Вие рековте треба менталниот склоп да се смени, но дали цените дека ние го имаме тој ментален склоп и таа храброст, но и потенцијал на економија? Искрено не гледам ниту една причина зошто да не го направиме тоа. Кратко кажам. Во однос на храброста, мислам дека треба да се поработи на истата. Во однос на капацитетите и можностите, нормално, ако има побарувачка, се знае дека инвестицијата треба да биде во зголемување на капацитетите. Знам дека многу ќе кажат, често ја слушам таа паралела, па знаете што, ние ако извезуваме зелка во Русија, немаме за еден град да го обслужиме. Видете, Јапан нема никаков ресурс. 90% од се што извезува му е увоз. Меѓутоа, нашле начин како да се наметнат на светот. Нив храброст не им недостасува. И мислам дека може само да учиме од позитивни примери светски и мислам дека Македонија не гледам ниту една причина. Немаме ни друга алтернатива, освен да се посветиме на освојување на пазари. Така, но не ве го спомнавте Јапонија, она што и беше карактеристично, например, за такви земји, да, точно е ресурсно се многу слаби, но они кога настапуваат на пазар, настапуваат онака здружено. Например, автомобилска индустрија не оди еден да пробива пат, па ќе го пробие, па другите да се шлепуваат или да речат тоста и тоа не интересира тој пазар, настапуваат како индустрија, пропратени со банки, пропратени со се што е потребно логистички за да го настапат на тој пазар. Еве, вие отварате пазар, рековме Либија, сте се одважили да отидете, сега би требало и целиот сектор да дојде со вас, па да дојде административно да бидете поддржани, па да банкарски да бидете поддржани, значи да можете тоа да го направите, да инвестирате, да отворите представништва. Сега карикирам, не знам како бизнис плановите, но тоа треба да биде малце државата да стои позади тој пробив на нашите компании. Мислам дека би бил одличен пристап. Го комуницирате ли? Некој го има ли овој пристап, во ова што го зборам? Некој го комуницира ли во јавноста или во вака неформално ваков пристап? Мислам дека да. Да видиме времето да покаже дали навистина ќе има такви иницијативи. Она што јас ова конкретно што го говорите сум го забележал на пример од многу држави и на фармацевските сајми настапуваат како кластери со поддршка од државата, значи еден пример е Грузија. Конкретно еден наш партнер пред 10 години на овој исти сајм кај што настапуваме настапи со поддршка од државата. Потоа одлучија веќе да не настапуваат бидејќи самите
тие како компанија не исполнува стандарди да ги обслужат нивните пазари, така да мислам дека е двострано. Двострано. Треба. Сега доаѓаме до менталитетот, морам да ве прашам, пак ќе се вратиме на онаа, вие сте австриско дете, односно сте растеле таму, зборувавме на почетокот, ќе зборуваме малце и кон крајот на подкастов за тоа, но дали се гледа дека за да се освојат пазари, непознати пазари за Македонија во овој момент, треба да се има храброст. Дали сметате дека нашиот бизнисмен се чувствува малце инфериорен во однос на другите бизнисмени, например од Европска Унија, дека доаѓа од Македонија. Вие имате австриско бекграунд, веројатно имате и австриски пасош, и вие сте во некоја друга позиција да се чувствувате европеец и да немате кон друга, например кон европејците, например од Европска Унија, никаков однос онака, ама они се од Европска Унија, бидејќи вие сте Европска Унија самиот припадник. Но дали чувствувате дека дел од нашите бизнисмени не го прават оној храбар чекор, буквално бидејќи имаат некако страх од тие луѓе што се, ајде не пониска вредност, нема никој човек пониска вредност, туку чувство дека сепак тие нешто знаат, повеќе имаат, поголемо ноу-хау од нашиве бизнисмени, подобри контакти, посилни држави и затоа имаат некој чувство дека не можат да успеат наспрема бизнисмените од Европската Унија. Познавам секаков тип на бизнисмени и вакви и такви. Конкретно во мојот случај може би има некакво влијание тоа што сум живеел надвор, меѓутоа морам да кажам Горан дека јас кога отидов надвор и јас бев странец таму. Не знаев германски јазик, нова средина, ново обкружување, значи целосна една непознаница. Тоа неколку пати сум го доживел во животот, бидејќи покрај Австрија живеено и во Франција, и можеби таквите искуства помогнале да се ослободам од многу предрасуди и од стравови дека некој е подобар од мене или дека тие држави не би ме прифатиле. Така да мислам дека можеби е прашање на искуство и што повеќе испробуваме како компании, што повеќе грешиме порано, толку подобро ќе настапуваме во иднина. Така, сега ме она што се вика за деден успешен производ, например, има 5000 неуспешни обиди да се дојде до успешниот производ, но тоа е убаво да се направи на 25, 26, 30 години, а лошо е тоа да се прави на 65 години, иако например има бизнисмени што успеале на 60-70 години. Дефинитивно. Тоа, но годините не се важни, но треба да не се плашиме од мал пораз, бидејќи на веројатно победата после ќе дојде врз основа на повеќе мали порази, ќе знаеме како и да победиме. Морам да се согласам и би сакал само да додадам дека да, Реплик работи во 25 земји, меѓутоа ништо не тргнало од прва, да кажеме, еден повик или едно одење, бизнисот почнува и ние, значи, за тие 25 земји стојат можеби 100 пати повеќе порази. Значи, одбивања и, да кажеме, првиот пазар кога сме го пробивале било многу потешко од 10-тиот или 15-тиот. Така да секој нов пазар сме настапувале со повеќе самодоверба. Се е пракса и се е искуство. Имате пораз, како се опоравувате онака? Еве, не ви успева да отворите пазар, не ви оди, гледате, сте инвестирале, сте изгубиле пари, сте изгубили и време и живци, како се опоравувате? Колку е тоа тешко за еден бизнисмен? Ја не можам да знам, бидејќи не сум бизнисмен, но еве, како вие се опоравувате? На почетокот било многу потешко колку што ми е сега. Сега се трудам да гледам на тоа како искуство и најважно е да извлечете поука. Значи, зошто не сте успеале и што можевме различно да направиме и што е следниот чекор. Многу помага разговорот со колегите. Често правиме брейнсторминзи, отворено се челенџираме, сакаме да се сослушаме, да укажеме еден на друг и мислам дека заедно успеваме да ги надминеме тие предизвици и следниот пат да ја исправиме грешката. Се карате ли со колегите вака, например, кога има проблем, да се извикате, па после тоа да седнете, ајде пикадо да играте или да се напиете по една ракика ако пиете раки? Па мислам дека е доста смирена атмосферата, можеби, или како викаат, рибата од главата смрди, по природа сум смирен како човек, тоа се пренесува и надолу, меѓутоа знаеме да имаме различни мислења, знаеме да не се согласиме, знам и јас да размислам,
една-две вечери, па да дојдам после 3 дена и да кажам сепак во право си, ајде да пробаме така. Така. Добро, тука ќе биде втората пауза за нашите пријатели. Ќе се вратиме после тоа со темата за марихуана. Бизнис што се најавуваше дека ќе биде голема инвестиција во Македонија, но како да замре темата со марихуаната за медицински употреба, да не зборуваме за другата марихуана, тоа мислам дека си цвето, павкањето и сите тие работи, но за тоа ќе зборуваме во третата третина од подкастов и секако малце морам да се вратам на Австрија на тоа дество и што го натера нашиот гостин да се врати во Македонија, бидејќи сите сакаме да отидеме нагоре, а онај ве дојде тука и да инвестира и да вложува, така што станете, се вратиме по кусата пауза. Ме сака, не ме сака, ме сака, не ме сака, ме сака, не ме сака, ме сака, ме сака, не ме сака, ме сака, не ме сака, ме сака. Совршениот вкус си сака. Брилијант, твојот прв избор. Животот е сладок и луд, кога јадеш луп, ајде пробај луп. Овој свет се врти во круг, ајде биди среќен во добар муд. Нема друг таков вкус, нема друг таков вкус како луп. Животот е сладок и луд, кога јадеш луп, ајде пробај луп, ајде пробај луп. Влези во Сладок клуб и ке сакаш уште. Витаминка. Да, го продолжуваме подкастов, го продолжуваме подкастов со првиот човек на реплика Душан Пецовски. Зборувавме за многу работи, она што мене многу ме интересира и отсекогаш ме интересирало за освојување на нетипични пазари за македонски услови, инаку тоа се типични пазари за сите сериозни компании, односно пазари како што се Либија, Етиопија, Египет, Ирак, Узбекистан, Таџикистан, Киргистан и сите останати на средниот и далечниот исток. Тоа се пазари што треба да ги искористиме, бидејќи главната поента од досегашниот разговор е дека со добро сертифицирање и добро завршување на домашната работа во Македонија, цел свет нас не перцепира како Европа, односно како нешто блиско до Европската унија, а кога веќе се доаѓа нешто од Европа треба да е квалитетно и лесно се продава на странските пазари, но исто така зборувавме за нешто што ме интересира, а тоа е дека позади секој успех стојат и десетина неуспеси и како човек се опоравува после неуспехот, и баш беше интересна обсервацијата како вие се справувате со неуспесите со отварање на нови пазари, но да не должам уште сакам да преминам на една многу важна тема што исто така сакам да ја обработиме во овој дел, а тоа е она што јас сум ја крстил овде марихуана манијата, што владееше до пред 7-8 години, кога сите мислевме дека тоа е волшебното стапче за македонската економија. Зборуваме за употребата на марихуана во медицински цели, иако имаше идеи да се легализира за уживање. Тоа беше идејата на првата влада на СДСМ после 2017, но да се останеме на бизнисот што е она во светски рамки за медицинска употреба. Зошто, господине Пецовски, како во овој момент да не постои во јавноста воопшто оваа тема? Дали воопшто се произведуваат производи од марихуана и дали тоа е исто така вносен бизнис, не е вносен, колку има учество, колку нема учество, раст, пат? Ајде да објасниме за ова, бидејќи големи надежи се полагаа во овој сектор. Мислам дека многу добро го најавивте. Точно е дека беше топ тема во изминатите години, се створи еден енормен хајп, но не можам да се согласам дека беше топ економска тема, бидејќи економија никаква нема до ден денес, односно скромни резултати. Иако мислам дека како идеја и како можност за Македонија има енормен потенцијал, и не мислам дека не сте во право кога кажавте тоа е волшебното стапче. Мислам дека една од неколку потенцијални гранки за Македонија може да биде и медицинскиот канабис. Зошто сметам дека не беше успешен овој проект? Прилично ќе бидам отворен и
Ќе кажам дека од неколку причини. Тоа е за да ви имате државна стратегија за медицински канабис, покрај желба треба да имате и идентификувано јасни чекори како да стигнете до една таква приказна. Сметам дека постоеше неконзистентност во самиот закон за медицински канабис. Мислам дека домашниот пазар, кој што треба да биде прв пробивен пазар, тоа го спомнавме и за лековите претходно, е недобро поставен, бидејќи лековите од канабис не се на фондот, што значи дека за потенцијалните конзументи се енормно скапи и треба од джеб да ги плаќаат. Паралелно на целата приказна се создаде еден паралелен црн пазар. Исто така мислам дека недостасуваше политичка волја да се оди до крај. И како пета точка би издвоил стандардизацијата на компаниите во Македонија, бидејќи за да може да извезувате треба да сте EU GMP сертифицирани, а многу од нив не ги исполнува критериумите кои што добија дозвола во Македонија да оперираат. Тоа е едно. Второ, мислам дека тој хајп кој што се создаде навлече многу компании, мислам дека околу 70 или 80 компании почна да се бават со тој бизнис. Денес мислам дека не повеќе од 5 работат успешно, меѓу кои сме и ние. Тука сакам да дадам еден поглед кон големата слика на медицинскиот канабис во светот и каде е Македонија, за да можеби гледачите разберат каде сме ние јас немам и представа кој јас за канабисот знам за Тајсон дека влезе во бизнисот и дека од 4 милиона колку што тежеше после банкротот, мислам што направи, сега мислам дека некако околу 25 милиона благодарејќи на канабисот, некаде околу 20 на милиона се збогати од канабис, мислам во Калифорнија отвараше полиња, па не знам што тоа, или ако го гледате на Туса, кралот на Туса со Сталоне, баш се врти приказната околу марихуана. Колку е во светот тоа? Дали некако како да изгубивме представа во мејнстрим медиумите, воопшто не се зборува за ова, како да изгубивме представа дека нешто се случува во светот и дека тоа е вносен бизнис. Вносен е или не е вносен? Инаку Tulsa King е одлична серија и јас ја гледам. Дали медицинскиот канабис е доходовен бизнис? Секако дека да. Дали Македонија ги изигра своите карти како што требаше? Мислам дека не. Дали треба да му се даде втора шанса? Мислам дека треба да му се даде втора шанса на целиот проект. Медицинскиот канабис моментално во светот, тој бизнис е околу 22 милиарди евра. До 2035 година се очекува да достигне 200 милиарди евра, односно во превод годишниот раст на овој бизнис на светски рамки е околу 22%. Значи, кога ги гледате тие бројки, дефинитивно ни кажува дека овде има сериозна приказна и перспектива и иднина. Ако се свртиме кон Македонија, би рекол дека нашиот пристап беше аграрен и земјоделски, а не фармацевски, стручен и научен. Зошто го кажувам ова? Значи, Македонија е во една од топ неколкуте земји во свет по одгледување на канабис, значи оној земјоделскиот пристап, значи плантажи со канабис сме меѓу водечките компании во светот. Од друга страна, целиот бизнис во Македонија изнесува не повеќе од 25 милиони евра и годишно не расте повеќе од 4%. Така да во светски рамки ние и нашето учество не е повеќе од 0,1%. Да, сега го пресметува. Викам 22 милиарди, да, 0,1%. Односно незначително, а имавме шанса да бидеме едни од лидерите. Како имавме шанса да бидеме од лидерите во пазар 22 милиарди што тежи. Да, Македонија беше една од првите земји кои што почна со оваа приказна, меѓутоа причините кои што ви ги наведов на почетокот доведоа до тоа да сме ние да кажеме негде на статус кво. Значи само не повеќе од 5 мислам компании сериозно се бават во моментот со тоа, една од тие сме и ние. И затоа кажав, мислам дека овој бизнис заслужува шанса и токму поради тоа ние се одлучивме и да одиме чекор понапред. Ние лансираме една платформа која што се нарекува К. Отвораме информативен центар
информативен центар за канабис. Ексклузивно ќе имаат потенцијалните пациенти и конзументи на лице место да дојдат, да се информираат што е тоа канабис, медицински канабис, какви се тие производи и кој производ зашто може да биде употребен. Реплек и неговиот пристап во медицинскиот канабис е на врвно и највисоко ниво, бидејќи нашиот пристап е фармацевски и се водиме по EU-GMP стандарди. И ние имаме широка палета на производи, односно 3 главни групи. Едната е CBD масло, кое што многу стимулативно делува на имуниот систем. Поготово сите живееме во стресно време и лично го користам и навистина е многу полезно. Вториот сегмент е козметика со медицински канабис, која што делува антиинфламаторно, регенерира кожата и ја заштитува кожата и е многу популарна и интересна. И третиот сегмент е оној со CBD и THC, кој што е како допонска терапија на сериозни заболувања како што е канцер, мултиплекс склероза или Паркинс, каде што помага во главниот третман. За се ова да дојде до луѓето мора вие да им објасните што е, како се користи, да биде под некаков надзор, така да сметаме дека ние како компанија и пионер во целата оваа приказна имаме одговорноста да го направиме и веќе на 27 ноември овој едукативен информативен центар ќе биде активен и отворен за јавноста. Сега дојдеме до прашањето. Рековте 70 на компании, некои заврши и на извршители, колку што знам, некои беа и обвинети за криминали и за шверцување и сето тоа. Дали овие компании одгледуваат собствена марихуана, значи или се увезува, бидејќи според моите информации дел од нашите компании само ја одгледуваат, ја растат и ја извезуваат и не се преработува во Македонија. Вие имате собствено производство на репроматеријалот, значи во овој случај марихуаната, или вие купувате, увезувате, како се снаоѓате? Ние не произведуваме суровина, односно не се бавиме со одгледување на цвет од канабис и растенија, туку купуваме суровина, ја преработуваме во финален готов производ во еден од овие 3 типа кои што го наведов, дали е тоа CBD, THC или козметика, и истиот го пласираме во малопродажбата. Рековте треба втора шанса. Што треба прво да се направи за да се има втора шанса и дали насетувате дека има, ајде да кажеме, слух да се помогне, бидејќи како што реков, како да е оставено на маргините, како да е да не постои оваа индустрија, и јас не бев информиран искрено да ви кажам колку е на глобално ниво голема, не доаѓаат до нас информациите како да замре во еден момент во медиумите интересот, како да се поништи сето тоа. Да, тука придонесе и тоа што компаниите пропаднаа, па беа умешани во различни работи, некако негативно сето тоа беше доживено, плюс беше поврзано со една претходна власт која што лошо помина на изборите, се поврзуваше како идеја на некои други политичари кои што немаат добра помин во овој момент во јавноста, така што ајде што треба да се смени во се ова за да се заживее, бидејќи не гледаме дека некоја турка оваа приказна, бидејќи се гледа како да се гледа дека нема пари во целиот бизнис. Пари има во секој бизнис, само треба добро да го поставите. Доколку би се елиминирале оние 4-5 пречки кои што ги дискутиравме преска, мислам дека и како заслужува втора шанса овој бизнис и има потенцијал во овој бизнис, поготово ако се фокусираме и на извоз кон готови производи. Готови производи. Колку би можел да расте? Рековте 4% мислам расте. Во Македонија мислам расте 4% во изминатите. А колку би можело ако се одстранат? На светско ниво во просек 22% годишно расте. Така, но ако се одстранат проблемите во Македонија, колку би можело да биде брзо растечка индустрија во Македонија ако се посветиме сериозно да работиме? На 20% сигурно. Сигурно на 20%. Тоа е 20, добро, тоа е некои 5 милиона евра во суштина годишно би придонесувало
Плюс тоа на 10 години, значи тоа не е лоша паричка во суштина ако се види дека може да се извезува. Да, се доближуваме малце кон крајот на подкастот, зборивме за марихуаната во медицински цели, значи појаснивме, и мене не ми беше јасно и затоа сакав да ја отворам оваа тема. Ајде, ќе се вратиме на она прашање, зошто се вративте во Македонија? Кој црн ѓавол ме натера да дојдете во Македонија? Мислам, што е убаво во Виена, чист воздух, една од најубава вода после пред Скопската е Виенската, па тоа има преубаво е да се живее во Австрија. Мислам, кој не бил да отиде ако може, бидејќи преубаво што дојдовте во град каде што не можеше да се ичисти ни сметот со месеци, кај што живееме во еден од најзагадените со аерозагадување градови. Куран, ќе бидам искрен, ќе ви кажам дека може би сте стоти, ова што ми го кажува. Добро, ама не се сеќам дека јавно, да, ама мислам дека јавно никој не ви го поставил вака, па да чуеме за да нема 100 Верувам дека сите го мислат, ама вие бевте храбар да го кажете. Мислам. И нели општата логика на човекот наведува така да се размислува. Спомнавме нели дека сум заминал таму на многу рана возраст, на 3 годинки. Во Виена поминав градинка, основно училиште, потоа факултет, прво вработување, второ вработување, многу години имам поминато во таа земја, не само во Австрија, морам да кажам дека 2 години во Франција живеев. Значи, нешто што би издвоил од сите тие години е вредностите кои што сум ги наследил покрај оние домашните и домашното воспитување. Тоа е еден систем на многу дисциплина, на интегритет и на традиција. Зошто кажувам традиција? Значи, Австрија е земја која што постои веќе 1000 години. Во 1996 година славе 1000 години постоење. Тоа е многу сериозна работа и самите австрици функционираат на тој начин. Значи, образованието ги носи во себе овие вредности. Таму, како што кажав, завршив факултет за информатичка технологија, потоа завршив факултет за економија. Работев некое време во едно мало сметководствено биро, потоа заминав во Франција, станав магистар по финансии, повторно се вратив во Австрија, каде што се вработи во една односно најреномираната австријска банка во светски рамки, тоа е Raiffeisen банк. Работев во риск менеджмент и потоа по некоја случајност се пружи прилика да евентуално се вработам во Реплек како представник за странски пазари, за отварање на странски пазари. Морам тука да додадам дека пред да дипломирам на факултет, служев и воен рок во Австрија. Така да сето тоа искуство, работење, едукација, растење, мислам дека ме направи тој што сум. И да се вратам на првото ваше прашање, зошто Македонија, токму во Австрија научив да ја сакам Македонија повеќе од претходно. Значи сите овие работи што ви ги кажав, ми покажа како тој народ си ја сака сопствената држава. Тоа до тогаш го немав во себе. И ми беше многу криво. И реков, може би ова е прилика јас да се оддолжам на татковината, јас сум од тука и тука припаѓам. И Македонија има една предност во однос на сите други држави, што нудат атрактивни услови за работа, висок стандард на живот, услови за живење. Има една предност, а тоа е дека е наша татковина. И тоа не може никој друг да ви го понуди и буквално таа е причината зашто се врати. И сега дојдеме до едно прашање. Можноста за искористување на диаспората. Ова е како клише лево десно, но еве Виена е град каде што има многу македонци и се многу. Има и од Македонија со потекло, мислам дека еден од најреномираните
ресторани го држи човек што е од Македонија, кај што се собираат после концертите на Виенската филхармонија, луѓе доаѓаат диви, не диви луѓе, туку доаѓаат големи пејачи, оперски пејачи, кои што доаѓаат и уметници, сериозни музичари и сето тоа со светски глас. Зошто не можеме да го истакнеме сето тоа и да го претвориме во предност дека еве ние даваме нешто на светот, но и тоа диаспора да со некое искуство, не со пари само со трансфери, туку со искуство, со некој имидж да врати на Македонија, за да не представат, да се представиме ние самите дека сепак од овде потекнуваат луѓе што можат да остават белези во други општества и дека оваа земја треба да биде малце на друг начин перцепирана, бидејќи мислам дека кога се збори за Македонија надвор од нашиве граници, посебно во западниот дел од Европа, малце не доживуваат како таму некои непознати, сепак непознати за нив. Би додал само дека не само најпознатиот ресторан, туку и еден од најуспешните телеком компании, генералниот директор е македонец. И генерално во Австрија и во Виена има многу успешни македонски бизнисмени, а во однос на можности за искористување на диаспората, мислам дека, еве да не звучам нескромно, меѓутоа класичен пример сум јас. Значи, јас сум се вратил од надвор во Македонија и мислам дека да не сум се вратил, Реплек немаше да го доживее тоа што го доживее. Природба. Секако дека е на компанија со огромна традиција, со огромна историја, 80 години, меѓутоа недостасуваше нешто. Недостасуваше компанијата да се модернизира, да се отвори, да го смени пристапот на работење. Мислам дека со моето враќање тоа се овозможи. Секако дека претходно сум работел 10 години, каде што добро сум ја осознал компанијата, каде што сум воочил дека има тим кој што може тоа да го направи и затоа сме се одлучиле на еден таков чекор. Мислам дека треба само да се охрабриме и други такви примери да предизвикаме. Инаку Реплек е компанија која што иницира враќања и овозможува вработување во самата компанија, не само за наши иселеници, туку и за луѓе кои што доаѓаат и од други држави. Значи, имаме вработено од Русија, имавме од Молдавија, од Украина, така да сме прилично отворени за квалитетни кадри. Сега, ако може тоа Реплек да го направи, секако дека може тоа и државата да го направи. Така. Сега доаѓаме до едно прашање што се поставува за човечкиот потенцијал во Македонија. Вие сте компанија што сака да расте, се отвара чудни за мене пазари и ризични пазари, кај што зборевме за сето тоа, но например, пред 15 на години, 20 на години Македонија имаше сепак човечки потенцијал од каде што можеше да се црпи некој прогрес, некој храброст за реформи и во приватен и во јавен сектор. Дали уште го препознавате дека имате доволен, ајде речеме, базен од каде може да црпите такви млади, храбри луѓе, или ги гледаме дека веќе ги абсорбираше IT секторот тие млади луѓе и не остана во базенот кај што ќе можете вие да зимате пробивни луѓе кои што нема да се плашат да отидат во Либија, нема да се плашат во Индонезија да отидат, нема да се плашат во Јужна Африка да отидат, во Аргентина, во Бразил, за да преземат на себе ризик. Не зборуваме за 40 и 45 годишни луѓе, туку да зборувам за млади деца од 25 до 30 години кои што ќе згазат, кои ќе загризат, кои што треба да бидат некоја иднина на македонските компании. Сметате ли дека се уште има резервар или дека го изгубивме таа можност од каде да црпиме млади луѓе? Па и едното и другото. Ние комуницираме активно и со средните училишта и со факултетите и по тоа што гледам има навистина талентирани млади луѓе во земјата. Наша задача е да ги привлечеме и да ги задржиме во државата. А од друга страна, одговорно тврдам, бидејќи и самиот јас сум бил дел на тоа, не постои иселеник кој што не сака се врати дома. Порано или покасно. И не постои иселеник кој што во туѓа држава се чувствува
целосно прифатен и целосно интегриран, ние треба да видиме што и треба на оваа држава, кои кадри, какви кадри, кој е потенцијалот за бизнисот и евентуалниот развој, што би ги мотивирало тие луѓе да се вратат во Македонија и треба да сме искрени и да разбереме дека треба да сме поконкурентни од државите кои што ги привлекле да си отидат за да ги вратиме назад. Дали е тоа можно? Мислам дека е можно. На пример, вие сте се вратиле бидејќи имало можност да напредувате, да направите профит, да заработите, да се обогатите. Значи, тоа е уште табу тема која ние зборуваме во Македонија, дека некој треба да се обогати, па сите работиме за да се обогатиме, некој успева, некој не успева. Но дали гаиме таква култура дека Македонија овозможува да се обогати човек, односно дека целта е да им овозможи на граѓаните, секој со своите умешности, со трудот, со сето да се обогати. Некако како да имаме табу тема кон тоа дека некој треба да дојде или од овде да потекне и за да се обогати. Некако како да се срамиме од таквата можност или од тој наратив, да го речем. Мислам дека е многу интересна оваа тема. Често пати сум ја разговарал формално или неформално. Се уште постои кај нас на некој начин срам да се биде успешен и да се биде имотен. Може би има тоа други причини за начинот како сте се стекнале со богатството, меѓутоа мислам дека не треба да се срамиме. Веќе имаме нови генерации кои што работат сериозно. Мислам дека не треба да се срамиме од успехот, не треба да се срамиме од тоа што сме го создале. И мислам дека во Македонија може да се стане успешен и да се заработи добро, поготово ако ги насочиме ресурсите и кон извозот, бидејќи колку и да го сакаме македонскиот пазар, тој е ограничен. Лимитиране со самиот потенцијал на купувачи. Значи, извозот и само извозот. Ова е она што Бранко Азевски, претседателот на Стопанската комора, го зборува цело време. Здравие Боже, ќе правиме и на оваа тема некој подкаст. Мене ми останува само да ви се заблагодарам што бевте дел од оваа епизода. Благодарам и вам, ми беше многу пријатно и се надевам дека и вашите гледачи ќе уживаат во разговорите. Да, се надевам и ја, бидејќи ова се теми кои што ретко ги обработуваме, ви напомнав, исклучително ме интересира освојување на нови нестандардни пазари, бидејќи има во светот економии што сериозно растат, кај што се обогатуваат и треба да го искористиме тој момент, а како што рече нашиот гостин, првин треба малце и да го смениме и менталниот склоп, а и да бидеме похрабри. Уште наш благодарам што дојдовте. Тоа беше се за оваа епизода. За наредната ќе зборуваме малце за прибирање на пари во државава и за такви актуелни теми. Нема да ви ја откријам гостинката, иако веќе може да претпоставите за кого станува збор, но нема да ви ја кажам за да не гледате и наредната епизода. Секој добро, довидување.